Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. На 19 август в сабота се одржува 31-тиот Охридски пливачки маратон, кој од 1962 година се случува во водите на Охридското езеро. Првата маратонска трка се одржала дури во 1954 година во должина од 2,5 километри, а по неколку години трката се притвори во 30 километарско макотрпно докажување на спортски и пливачки способности, истрајност, дисциплина и храброст. Останете со нас, еве ги насловите за денеска. 4 викенди поред во Скопје ќе има одлична забава. Во четврток и петок уписи на Универзитетот Свети Кирил и Методи за академската 2017-2018 година. Се реконструира основното училиште 11 октомври во пролет. Заврши Пиволенд. Скопје 7 дена уживаше во пиво и добра музика. Зголемен бројот на пациенти со стомачен вирус. 4 викенди поред во Скопје ќе има одлична забава во рамки на манифестацијата Супер Скопје. Ке од 13 ноември плоштад Скендербек, плоштад Свети Спас на Кале и улиците Македонија и Боемска се локациите на кои ќе се случува забавата со повеќе музички имиња. Одлична музика и многу забава ќе биде понудена наредните 4 викенди во рамки на големиот настан Супер Скопје. Секој петок и сабота на различни локации, скопјани и посетителите на Скопје ќе имаат можност да ги проследат настапите на голем број музички ѕвезди од домашната и регионалната музичка сцена. Градоначалникот на град Скопје истакна дека иницијативата за Супер Скопје произлезе како предлог од сопствениците и менаџерите на угостителските објекти, а истата е во насока на подобрување на состојбата со забавниот живот и понуда во Скопје. Градот Скопје продолжува со организирањето на забава во градот Скопје. По наредните 4 викенди, онака како што се договоривме, на 4 локации во градот Скопје ги повикувам граѓаните на градот Скопје и посетителите надвор од Скопје да дојдат и да уживаат во забавата која што е во организација на градот Скопје. Би сакал да потенцирам дека пејачите, музичарите, диџеите се одредени заедно со собствениците на угостителските објекти, бидејќи тие најдобро знаат каква музика е потребна или каква музика се слуша и каква забава е потребна на секоја од локациите. Целосната програма за Супер Скопје ја представи директорката на јавната установа Конгресен центар Александар Македонски Вера Бошковска, каде сите забави ќе бидат со почеток во 21 часот. Значи на 18 август петок, на Кеј 13 ноември ќе настапува Сергеј Четкович. На 19 август сабота, исто така на Кеј 13 ноември ќе настапува Бајага инструктори. Потоа следниот викенд, на 25 и 6 викендот, на 25 август во петок, забавата ќе биде на плоштадот Скендербек и ќе настапат Трикс, нашите гости, Гоца Тржан и Цена и Гоце Сав. Потоа на 26 август во сабота забавата ќе биде на плоштадот пред Свети Спас, значи горе исто во Чаршија, каде што ќе настапат оркестра, Фанки Гуру, Енерджи Бенд и Фиц, или Студени нозе, така како што го знаеме. На 1 и на 2 септември е третиот викенд и тој викенд забавата ќе биде на улица Македонија. На 1 септември во петок ќе настапи диџеј Баже, IQ и Каролина Гочева. На 2 септември ќе настапа диџеј Дела, Тамара Тодевска и Нокаут со специјалните гости Игор Џамбазов и Гуру Харе. Потоа имаме последниот викенд, четвртиот викенд што е планиран на 8 и 9 септември на Боемска улица во Дебар Мало. Првата вечер на 8 септември во петок ќе настапат Владко Илиевски, Синтезис и Фолтин, а втората вечер на 9 септември во сабота ќе настапат Нино Величковски, Тамбураши, Љубојна и Џамбо Агнушев со оркестарот. Скопјани ги поздравија и ги поканија за одлична забава и Верче Милошевска од Љубојна, Бојан Трајковски од IQ, Владко Илиевски, како и Сезгин Кури од Косовскиот бен Овкестра. Главен организатор на Супер Скопје е јавната установа Конгресен центар Александар Македонски.
Универзитетот Свети Кирил и Методи во четврток и петок ги отвора вратите за упис во прва година во академската 2017-2018. Кандидатите кои ќе го пропуштат првиот рок за пријавување оваа недела, може да се пријават во вториот рок на 4 септември. Во четврток и петок на 17 и 18 август ќе биде пријавувањето за упис во прва година во академската 2017-2018 година на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Според конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии за престојната студиска година, слободни се вкупно 10.818 места. Од нив 5.865 се за редовни студенти за кои годишната партиципација е 200 евра. 3.793 места се за редовни со кофинансирање на студиите со 400 евра годишно и 1.160 за вонредни студенти кои исто така плаќаат по 400 евра. Новина во конкурсот е укинувањето на диспресираните студии. Кандидатите кои ќе го пропуштат првиот рок за пријавување оваа недела може да се пријават во вториот рок на 4 септември, а на факултетите на кои ќе има слободни места третиот рок за пријавување за упис е на 15 септември. Во конкурсот на УКИМ се наведени потребните документи и критериумите и услови за упис, меѓу кои и положена државна матура. Во Основното училиште 11 октомври во населбата Пролет во тек е санација на сутеренските простории кои поради поплава биле надвор од употреба. Покрај овие две училници ќе се изврши санација и на неколку кабинети. Започна санацијата на сутеренските простории на Основното училиште 11 октомври во населбата Пролет. Како што информираат од Општина Центар, овој дел од училиштето беше оштетен од поплавата во 2015 година и од тогаш е надвор од употреба. Во училиштето се стругаат, глетуваат и молерисуваат зидовите, се боядисуваат радиаторите и столаријата и ќе бидат заменети вратите. Уништените подови од ламинат ќе се заменат со винилна облога. Покрај овие две училници ќе се изврши санација и на кабинетите по музичко и ликовно, работилницата, архивата и 3 помошни простории. Градежни активности се одвиваат и во основните училишта Свети Кирил и Методи, Коле Неделковски и Гоце Делчев, а до почетокот на учебната година треба да биде готова и анализата за квалитетот на водата и инсталациите. Овогодинешниот пиволенд, кој требаше да трае 6 годинава, беше проложен за уште една вечер и траеше 7 дена. Најпознатиот фестивал на пивото кој го прославува јубилејниот 10-ти роден ден, заврши синоќа со настап на македонскиот шоумен Игор Џамбазов. Вчера вечер со настапот на Игор Џамбазов заврши 10-тиот јубилеен пиволенд 2017. Фестивалот оваа година траеше 7 дена, а Скопското кале беше одлична локација за секојдневно разладување од високите температури. Од понеделник до недела фестивалот понуди одлична забава за сите генерации, над 120 видови пиво, како и вкусни гурмански деликатеси. Секој ден беше резервиран за различен жанр музика, а најмногу внимание привлекува настапите на Ван Гог, Сарс и Сав. Организаторите го најавуваат следниот омилен фестивал меѓу скопјани Виноскоп 2017, кој ќе се одржи кон крајот на месец септември. Да се внимава на тоа што се јаде, но и како се подготвува и чува храната. Предупредуваат лекарите поради зголемениот број пациенти кои се жалат на стомачен вирус. Се зголемува бројот на пациенти кои се жалат на стомачни тегоби, повраќање и диареја. Лекарите советуваат граѓаните да бидат предпазливи со храната на овие високи температури. Иако вчера и денеска температурите се малку пониски, од утре повторно се очекува пораст на истите. Луѓето треба да внимаваат на тоа што се јаде, но и како се подготвува и чува храната. Внимателно се препорачува и кога имаме температурни осцилации, односно пат на температурите. Посебно треба да внимаваат хронично болните со кардиоваскуларни и респираторни болести, но на удар од променливото време се и метеопатите. Делови од општините Киселавода и Шуто-Оризари утре во одредени периоди од денот ќе останат без напојување со електрична енергија.
Корисниците од улицата Демостенова во општина Киселавода утре од 8:30 до 14:30 часот ќе останат без напојување со електрична енергија. Од 9:30 до 15 часот без струја ќе бидат и корисниците од улиците Индира Ганди и Пелагонија во општина Шуто-Оризари. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведувањето планирани технички зафати во дистрибутивниот систем од страна на екипите на Ева на Македонија. Од денеска следува период на стабилно и потопло време. Дневната температура ќе биде во постепен пораст, но ќе се задржи во рамките на просекот за овој период од годината. МТМ Метео го гледаме во продолжение. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, а повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер, спортските вести се следни на МТМ.